Почитувани гледачи, добра вечер. 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека во секоја емисија ве информираме околу проблемите со вашето здравје со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде. И овој пат ќе поразговараме малку за една интересна тема. Впрочем, кога станува збор за мускулно-скелетните заболувања, секогаш бараме начин нели како тие да се решат. Еве денеска ние ќе ви понудиме еден вид на терапија, така наречена шок-вейв терапија, која што се применува токму кај овие проблеми, значи кај заболувањата на мускулно-скелетниот систем. Само би напоменала некои од заболувањата кои го фаќаат мускулно-скелетниот систем, тоа е остеоартритисот, артрозата, тендинопатија на ахиловата тетива и исто така кај зголемен мускулен тонус како последица од мозочен удар или централни оштетувања или состојби, мултиплекс склероза, наследни заболувања и повреди на рбетниот мозок. Еве така некако само колку за информација кога станува збор за мускулно-скелетните заболувања, сега да кажам нели кој е одговорен за оваа денешна тема, тоа е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист физијатар и ни доаѓа од приватната ординација Превентива 99. Значи, таа е денеска одговорна за темата и за сите овие прашања кои што ќе треба да објаснат што представува шок-вейв терапијата, како се применува, нормално ќе одговориме и ќе информираме во оваа емисија. Доктор Симона, ти благодарам што одвои време и добре дојде уште еднаш во Ваш термин во новата сезона за прв пат. Ви благодарам, со среќа новата сезона, со лесно нели и да обработуваме состојби и диагнози на пациентите што ќе им бидат од корист и ќе се чувствуваат подобро. Така. Кога станува збор за овие заболувања, ве ги напоменав дел од нив на почетокот, секогаш нели некако потешко се доведуваат во ред, како да кажам, значи потешко се лекуваат, потешко се санираат тие симптоми. Па некако секогаш луѓето бараат начин како да ги решат. Затоа и одлучивме да поразговараме за оваа шок-вейв терапија, ќе ни објасниш ти поточно за што станува збор и какво ви е досега искуството и колку време веќе кај вас се применува во превентива? Шок-вейв терапијата во светот се применува веќе долго време. Имаме голем број на клинички студии каде што се покажани прекрасни резултати и за тоа бидејќи веќе класична тоа што викате, многу од пациентите немаат од класичните терапии ефект или имаат ефект, меѓутоа споредбено кога ќе ги споредиме шок-вейв терапијата која трае да речеме 3 до 5 минути со класичната физикална терапија која им одзема сат време нели во текот на денот и бара 10 до 20 посети, оваа терапија од 3 до 5 терапии е многу побрза и токму поради тоа, значи оваа шок-вейв терапија повеќе работат да речеме американците бидејќи они бараат побрзи методи за решавање на проблеми. Точно за овие мускулоскелетни проблеми, ова е една широка да речеме група на болести која ние можеме да помогнеме со оваа шок-вейв терапија која верувам дека е во Македонија понова да речеме терапија и пациентите не се запознаени со бенефитите кои може да ги имаат од неа. Така, колку време веќе кај вас ја користите во лекувањето и третманот? Мислам дека повеќе отприлика дали година дена веќе имаме и можеме да кажеме дека има добри резултати. Да им објасниме само на гледачите што представува, значи шок-вейв, самиот назив представува бран, значи го користиме звукот, со помош на компресор се добива силен бран, да речем, и тој бран што е од воздух и звук поминува во ткивото и го врши неговото медицинско дејство. Со тој начин ние помагаме внатрешно и длабински на ткивата за нивна регенерација. Односно ефектот, медицинскиот ефект на оваа терапија е голем ефект, а тоа може да биде од се стимулира продукцијата на колаген. Нормално кога имаме болести како што е кај остеоартрозата,
и остеоартритот кои представуваат исти, имаме намалување на концентрацијата на колаген и поради тоа настануваат оние проблеми нели што настануваат после веќе 30-та година кога продукцијата на колаген природно во организмот се намалува и ние стимулираме ново производство ендогено на колаген, односно правиме телото повторно да образува, да создава колаген. Од друга работа кај на пример кај тетиви и лигаменти каде што имаме оштетувања, со ова правиме повторно како еден вид воспаление и тетивите кога се регенерираат со онаа густина кој што треба да бидат, односно нема да бидат со изменета структура на тетивата. Точно поради тоа нели настануваат тендинопати поради оштетување и тие се исто и хронични болести. Ние се соочуваме со еден проблем каде што хроничните болести пациентите веќе телото не ја препознава болеста како нова состојба, односно не се бори. И баш поради таа причина ние ја внесуваме оваа терапија, таа се бори со хроничната болка, односно го потсетува телото повторно дека има нели проблеми за да може да дојде регенерација на телото. Од друга страна, ова се ефектите нели што ги дава, прави зголемување на крвотокот, односно се зголемува циркулацијата на тоа место, а со зголемување на циркулацијата настануваат регенераторните способности на телото, доаѓаат клетки кои помагаат за незина регенерација и репарација на ткивата. Така. Од ова што го кажавте на многу, како да кажам, многу влијанија има врз сите овие проблеми за кои што се применува. Колку кажавте многу со помалку третмани ќе треба да се третираат проблемите за да се реши некој од овие заболувања. Колку практично од 3 до 5 третмани, така? Да, од 3 до 5 третмани се практикуваат и потоа значи пациентот после третиот до петиот третман ја следиме состојбата и веќе имаме. Меѓутоа кажав дека траат од 3 до 5 минути, што е стварно така, малку време одзема. Физикалната терапија треба сите повеќето пациенти нели имаат правено и кога баш кога ќе им кажеме, особено работоспособните пациенти, сериозно им представува товар да отсуствуваат од работа, нели поради работното време или потоа треба да одмараат и овдека треба да се одмара 48 часа, да речеме, не треба некои екстремни оптоварувања на таа регија што се работи, меѓутоа не бара специфично мирување или некои специфични работи за разлика од некои од други терапии што бараат. Така. Ајде од режија може да ги пуштат фотографиите за примена на оваа шоквейв терапија. Вака никако и визуелно, еве конкретно првата фотографија за кој проблем овде станува збор? Ова станува збор за тригер точки, односно тие се на вратот, нели се опипуваат како нодули, тие се мали како топчиња и нели секој од нас има такви топчиња, не повеќето луѓе во грбот и токму тие топчиња се од саркомери, тие се составен дел од мускулот кои се згрчени и не дозволуваат циркулацијата да продолжи. Една од најчестите примени на шокоев терапија точно на оваа слика, односно терапијата на рамо, најчесто калцификат на рамо. Сите пациенти, нели ние во нашата ординација имаме и ехо каде што се гледа, ако се најде калцификатот од 3 до 5 терапии со овие ударни бранови, шокоев терапијата. Значи се разбива калцификатот, тоа помага на биохемиско ниво, значи разградување на калциумот, што станува како едно желе и паста и со клинички студии е докажано дека потоа, јас на пример кај мене после 1 месец ги викам пациентите, меѓутоа и после 6 месеци со рентген снимки се докажува дека има намалување на калцификатот, а во некои случаеви и целосно исчезнување. Значи станува од тврд во паста и потоа клетките од телото идат, го резорбираат и се намалува. Така, малку само поспоро нека бидат фотографиите, вратете ја претходната, само ако може, за коленото да објасниме. Ова е кај состојби на коленото, претходната, на пример кај џамперни, тоа е... Може ли режија претходната за коленото, ајде да пуштат? Малку по, значи не ги вртете толку брзо за да може да се објасни, нели, да биде фотографијата соодветна на објаснувањето, ако може. Од режија. Добро, за коленото говориме, се надам дека ја пуштате. За коленото имаме тука џамперни, тоа е тендинопатија, нели, тоа е повреда на тетивата на пателата. Ова е за пертрохантеритис, односно ова е кај состојби на колкот. Околу колкот има на место каде што се
еден вид закачуваат повеќе мускули и многу често пациентите при многу одење, при движење се жалат на болка и настануваат калцификати како последица на воспаление. И ова е една одлична метода за решавање на тој проблем. Збориме за потрајно решавање, не само за намалување на болките, бидејќи нашите пациенти нели пијат таблети за болки, а овдека е без никакво таблетарно и без никакво оштетување на нели целосниот организам. Исто така и кај други примени кај состојби на колкот, што после визуализација на проблемот може да се види каде е проблемот. Јас секогаш препорачувам првин визуализација, односно дали ќе се направи ехо, дали ќе се направи рентген, дали ќе се направи нешто друго и во зависност од тоа знаеме на која регија, бидејќи нели требаме да имаме примарна дијагноза за да имаме точна состојба, да знаеме како. Потоа исто така покрај претходно нели кога би кажа, може да смените сега фотографијата. Еве го коленото, ова е кај состојби кај коленото, рековме кај остеоартритис, кај артрози, меѓутоа и кај џампер низ, спомнав, тоа е тендинопатија на пателарната, односно тетива и тие пациенти имаат стварно проблеми долго време, особено и кај може и кај спортисти, и кај млади кои што се префорсираат и не може да издржи едноставно коската и ова е една одлична терапија за решавање на тој проблем. Нели општо последната фотографија. Ајде, ако може и последната фотографија. Ова е, например, кај состојби, ова е кај ахиловата тетива. Имаме ние калцификати на ахиловата тетива, кои многу добро се визуализираат со помош на ехо или рентген. Од кога ќе се визуализираат, ние можеме да направиме шоквейв терапија за намалување на тој калцификат. Од друга страна, под ниво на петата, исто имаме еден калкар, тоа е коската, каде што и таму, нели, шилец, народски, што го викаат, се образува, и тој може да се визуализира на ехо или на рентген, и потоа со шокоев терапија може да се делува на него. И на истата регија можеме да делуваме нели и со помош на шокоев терапијата на плантарен фасцитис, тоа е кога имаме состојба. Тоа е плантарна фасција што го држи еден вид како сводот, нели ми ако мускулите помагаат, имаме неизино задебелување и многу често пациентот кога почнува да оди има проблеми и со тоа, нели со оваа терапија се намалува воспалението и задебелувањето на таа плантарна фасција. Карактеристично кај овие болести, например, е што пациентот многу често после станување од спиење има болки и при раздвижување на првите чекори, а подоцна му се намалува. И сега имаме ние терапија, например, многу често им препорачуваат на пациентите влошка, нели ортопедско помагало влошка со, да речеме, дупка во средина, кај што е за калкар, меѓутоа пациентите покрај тоа пак имаат болки. Може нели класична физикална терапија како што правиме, има резултати, меѓутоа оваа терапија докажува дека нели го решава калцификатот долготрајно. Сега повторно, ако има, зашто се случува тој калцификат, најчесто се случува поради воспаление и еден вид траума на тоа место, повторувачка. Сега ние да го решиме ако пациентот продолжи, например, високи штикли да носи, тесни, неудобни обувки, многу често што се случува или има и прекумерна тежина и тоа е една од критериумите зашто би имало, или рамни табани, без да ги лекува сите тие состојби, може повторно да се врати. Меѓутоа, со оваа метода правиме трајно решавање на едни од нели овие проблеми што ги инвалидизира еден вид пациентите, особено непријатна е калцификат во рамо. Значи, тој многу од пациентите дури примаат и кортикостероиди инекции директно во рамо, бидејќи не можат воопшто да се помрднат, една акутна состојба, нели, што стварно е непријатно за нашите пациенти. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи можете да ги забележите телефоните за контакт на екранот веќе, ако имате некои прашања до доктор Симона, некој ваков проблем, кога станува збор за мускулно-скелетните заболувања, напоменавме некои од нив, еве пак ќе ги повторам за оние кои што не следат, остеоартритис, артрози, значи проблеми со тендинопатија на ахилова тетива, што сега ќе ни објасни Симона во продолжение што значи тоа. Малце ќе објасниме и за овие проблеми за кои што се користи нели оваа шоквейв терапија. Можете да се приклучите во нашиот разговор, да поставите некое прашање, се разбира доктор Симона ќе се обиде да ви даде насока и одговор. Доктор Симона, значи
видовме на фотографиите, тоа е еден апарат, значи дали се чувствува некоја болка, некој притисок, малку да ни го објасните моментот. Кажавме дека тоа е под притисок, односно значи се чувствува нешто, некоја имаме две... Дали воопшто чувствува пациентот нешто така? Имаме две вида на сонди. Едната сонда е радијална, односно таа сонда е поповршинска и кај таа сонда се осеќа притисок, еден вид како први звукот е како пукање, бидејќи нели тие се со различни, ние ги местиме, има фреквенција, има јачина, барови, за тоа нели, има и пациентот тука малку осеќа. Се извинувам, во однос на проблемот го местите апаратот, така? Имаме ние протоколи на работа што се зададени во самите апарати, согласно тоа идеме нели според тоа го според тоа се мести фреквенцијата, се мести јачината, баровите и во зависност од тоа пристапуваме кон нели од соодветниот протокол кон решавање на проблемот. Затоа викаме од 3 до 5 во зависност како ќе тече самата болест и самиот процес на рехабилитација. Друга важна работа е да се каже дека еве да речеме има кај некои акутни состојби, затоа ние го даваме кај субакутни хронични состојби, бидејќи на пример во акутна фаза кога некои пациенти имаат премногу болки, значи ние веднаш не препорачуваме, бидејќи по примената на оваа терапија ние што всушност правиме, ние самите индицираме, односно правиме воспаление на телото за да го даде соодветниот одговор. И поради таа причина ние не препорачуваме пациентот да прима никакви таблети во тој период и не за да не се намали ефектот на самата терапија. Така. Ајде вака сега, постои ли некоја група на пациенти со некој проблем здравствен која што не смее да се примени оваа терапија? Класичните... Има некој кој што не смее да користи терапијата или може сите, без разлика дали имате некој друг здравствен проблем? Здравствените проблеми, тоа ги решаваме кај истите оние, нели докторите ние, кај што се контраиндицирани. Нема нешто специфично, нешто конкретно што е само за шоквев терапијата, нели специфично. Баш поради тоа тие се истите работи, на пример кај некои пациенти со некои тумори на областа, со некои пациенти што имаат проблеми, да речеме превисока хипертензија. Тоа никакви физикални терапии нели како што не се применуваат кај тие пациенти, така и ова терапија како дел од, значи нема нешто конкретно што може, значи после прегледот кај докторот ќе знае дали сте вие индицирани за таа терапија или за некоја друга терапија. Добро, значи во секој случај треба да се кажат сите оние проблеми кои што си ги имаат. Ајде вака првпат се среќавам со овој термин и на почетокот кога разговаравме ве прашав тендинопатија на ахилова тетива. Малку да појасниме зашто станува збор, каков проблем е тоа? Тендинопатија тоа е општо сите тетиви, значи тендо, значи тетива и патија, значи заболување на самата тетива. Не само на ахилова, таа може да се јави кај било која тетива во телото. Ние имаме нели многу тетиви, баш ради тоа станува збор за мускулоскелетни, бидејќи секоја тетива би можело да настрада. Сега ние имаме тетиви што најчесто страдаат поради видот на работата што ја вршат, како на пример кај тенискиот лак, тоа тендинопатијата, исто имаме и голферски лак, во зависност дали е медијалната, внатрешната или надворешната страна од лактот, пациентите многу често имаат, тоа е задебелување на тетивата и на пример кога правиме ехо, се гледа дека нормалната тетива има нормален ехогенитет, односно нормална структура и нормална дебелина, а додека оваа тетива има измената структура, таа е на некои места здебелена, на некои места намалена и има промена во нејзиниот интензитет. Така. Тоа е поради огромна работа што ја врши најчесто ова поради повторувачки движења или поради носење, кажавме нели на штикли, подпетици или поради повторувачка некоја работа. Тендинопатијата најчесто се јава поради повторувачка работа, едно да речеме чистење на прозори кај жените или пишување може да се случи од нели при спремање на испит, може исто така да се случи тендинитис, може и на прст да се случи, така да овие се едни многу така тешки болести, бидејќи многу често знаат и да хронифицираат и се соочуваме со проблеми најчесто и на рамото, покрај на лактот и на рамото. Имаме пациенти кои буквално живеат со
неможност на цело движење во рамениот појас, односно они се научиле да живеат на еден начин за да си подпомагаат сами на себе колку можат. Така. Кои би биле симптомите? Само се јавува болка во приделот, на пример, на болка, раката, неможност за движење, за изведување на некој движење, на пример, стискање силно, пациентот не може да стисне, се жали кога ќе стиснам, немам сила, односно не можам да држам, кај волан, кај менјач. Така, имаме гледач. Ајде, ако имаме, ќе го вклучиме, па ќе продолжиме. Добар ден, поздрав до емисијата. Повелете. Гостинката. Се јавувам две прашања, но дали кај болка во чукче, она што е од чевла, може да се влијае, да се намали болката и дали може шоквейв терапијата и на дета да се прави. Првото прашање дали го слушате? Да, за халус валгус станува збор. Добро. Да. Ви благодариме што се јавивте. Ве останете ќе слушнете доктор Симона што ќе ви посочи во однос на одговор на двете прашања. За халус валгус ние во принцип шоквейв терапијата не ја препорачуваме. Најубаво е да се носи ноќна ортоза, таа може да ја купите во некои за медицински помагала продавници и се носи навечер и со тоа представува изменета структура на самото стапало и поради тоа ќе доведува во нормален облик да дојде и да не се носат ниски обувки. Тоа е препораката за пациентката, бидејќи другата работа е хируршка интервенција, што многу тешка рехабилитација. Зашто станува збор сега? Вие спомнавте некое медицинско име, меѓутоа не е. Да, халус валгус, народски мислам дека кажа чукча од страна на тоа што е искривувањето, искривувањето кај под ниво на палецот. Немаме некои информации точно за тоа дека би имало резултати, додека кај петица кажав да ќе има резултати и најчесто претпоставам пациентката дека има рамни табани, народски што се вика, и поради тоа има можност за здебелување на плантарната фасција, тоа што го спомнав претходно, на тој дел може и да има и калцификат на пета и точно би требало да се примени. Добро, ајде да слушнаме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер, овде Сонја. Јас имам спонтилоза и од вратот и кичмата, нозете се ми се кочат. И кога одам на угорни или по скали не можам да се качувам, мускулите ми се стегаат на нозете и не можам ногата да дигнам. На колена морам во автобуса ако покушам да одам. Добро. Предпоставам сакате да прашате дали оваа терапија се применува за овие проблеми? Да, зашто е на фициста во мозокот 2006 ме удри комбе и од тогаш последици со слух и со говор и со одење и со се. Добро. Со одење имате како последица на и раката и ногата или само имавте проблем после операцијата, каков проблем? Имаше спастицитет? Нема праена операција, цистата се повлече со лекови. Аха, добро. Значи, овдека имаме комбинација на повеќе болести. Добро. Останете со нас, сега доктор Симона ќе објасни. Најверојатно има и спондилоза и дискус хернија, по ова што го кажа пациентката, може шоквейв да се примени баш поради тоа што долги години е и иницираме нова состојба, односно хроничната болка да се еден вид да се активира повторно, хроничната болка да се избориме со тоа, да се подобри циркулацијата на таа регија, ќе даде резултати. Имаме веќе неколку пациенти кои во комбинација заедно со декомпресиона терапија, која е неоперативно лекување за дискус хернија, баш шоквейв со декомпресија и комбинираме и за сега имаме одлични резултати. Сега треба да се види и спастицитет, бидејќи кажавме дека пациентката кажа дека имала циста. Таа циста може да направи проблеми во мозокот, која ќе се одразат на другата страна од телото, односно ако цистата била на десна страна, да направи проблем со моториката на лева страна. Ова е една од примените што не ги спомнавме, а тоа е кај зголемен спастицитет, односно може да има грчење на мускулите. Тоа е како состојба после мозочни удари, сигурно повеќето луѓе се запознаени дека има проблеми, односно пациентот
истата страна и рака и нога не може да ги користи, има грч, тоа е спастицитет и сега по најнови истражувања нели веќе се работат односно примена на шоковев терапија кај спастицитет, така да пациентката слободно може да се обрати да види нели што може да се направи во низиот. Сите оние кои што не следат бидејќи нели таква е како да кажам правилата се такви, не можеме телефонот да го кажеме во емисија. Од утре веќе после 8:30 часот ќе може да се во нашата телевизија кај нашата секретарка сите кои што се заинтересирани да се сретнат со доктор Симона и да поразговараат за оние проблеми кои што ги имаат во однос на и на терапијата и на за оваа која што говориме и во однос на оние други терапии кои што ги применуваат, може да го добијат телефонот од Превентива 99 и се разбира да се сретнат со доктор Симона. Доктор Симона, говоревме за ајде малку ќе се задржиме за мозочниот удар, мултиплекс склерозата, меѓутоа само би сакала да прашам дали кај децата може да се применува оваа шок феив терапија? Ако имаат некој проблем, така речено, имаше, од овие кои што ги споменавме. клинички студии каде што баш примена и кај деца. Тука кај нас, нели на нашите простори, тука е како уште така, не сме одредени, нели дали треба да има сигурна примена или не, меѓутоа баш клиничките студии кој официјалниот производител што ги дава, има и примена и кај деца, односно кај церебрална парализа, кај спастицитет, така да тука се работи на мускули и би можело, има доста добри резултати по тие клинички студии што ги направија. Кај калцификати има околу 80%, тие се клинички студии што се работат со години и голем број на популацијата е зафатена, односно не се работат со 10-20 пациенти, туку со илјадници пациенти. Поделени според групи по 80% до 90% резултат, особено кај калцификати има, меѓутоа и кај други состојби имаат од 70% па нагоре резултати, што е одличен процент, бидејќи не постои ниту една метода што има нели 100% резултати. Таква метода не постои. Ајде да кажеме збор два за проблемите кои што настануваат после мозочниот удар. Знаеме нели дека навистина се случуваат големи проблеми во однос и нели на движењата на рацете и нозете и квалитетот на живот се намалува и тука нели тие личности кои што ќе преживеат ваков удар потоа нели и како да кажам малку запаѓаат и во депресија поради овие проблеми, па еве малку пооптимистично да информираме за нив дека се решаваат овие проблеми, како знаеме дека претходно нели се тоа одеше со физикални терапии, најчесто се третираат, меѓутоа колку може со оваа терапија да се забрза третманот на лекувањето? Значи, овој третман дава добри резултати во зависност од спастицитетот, се гледа после самата терапија, после примените терапии. Колку време треба да се практикува кај овој проблем? Значи, малку подолго? Овој проблем би требало подолго во зависност од кога е настанат мозочниот удар, колкав е спастицитетот, меѓутоа исто имаме веќе колешка што ги работи тие студии, баш докторски студии спремаше, така да значи она би можела малку подетално за тие работи, меѓутоа исто тука бидејќи веќе кажуваме за тие пациенти, постои најнова терапија, тоа е терапија со ботокс, односно со ботулинов токсин, каде што има одлични резултати, во нашата ординација се применува. Таа терапија под ехомониторинг, односно инекцијата иде под мониторинг за да се гледа под ехо каде точно настанува, навлегува во кој дел од мускулот и има одлични резултати кај пациентите и да не се нели очајуваат дека нема веќе дури и кај оние пациенти кои подолго време веќе поодамна има. Сега кај тие пациенти во акутна состојба, односно со брзо настанат спастицитет, имаме многу подобри резултати, меѓутоа кај оние пациенти кои исто нели што имаат подолго време, исто има резултати кои го подобруваат живеењето, подобруваат начин на одење, односно пациентот сам може да изоди поголем нели повеќе може да се служи сам во домашни услови, некои ако се служиле во домашни услови, на пример да отидат да си купат нешто, сега предноста кај таа оваа терапија што не е некоја предолга терапија, исто не трае премногу долго, меѓутоа ефектот е ограничен од 3 до 6 месеци и во тој период требаме сепак кинезитерапија, независно за која терапија мора кинезитерапија, вежби за да се зајакнат мускули за овој проблем, да. Меѓутоа општо кај сите и кај мускулоскелетни ова се веќе централни болести, ова се болести на централниот мозочен или систем, а додека кај мускулоскелетните болести нашите пациенти сакаат да прават терапија, не ќе да вежбаат, затоа нели се препорачува задолжително вежбање за и тоа што ќе се
се постигне понатаму, нели да се одржува, а не само нели да се оди на терапија без потоа ништо да применат. Без и сами нешто да направиме. За мултиплекс склерозата е едно специфично заболување кое што за жал ми се чини дека зема се поголем замав, дури кај многу млади луѓе се јавува. Знаеме тука што се случува, нели се атрофираат нели мускулите. Не, тука има спастицитет, нема атрофија, други се тие, овдека има исто спастицитет бидејќи све што е централен нервен систем. Тука станува демиелизација, ова е малку друга тема, меѓутоа тука настанува демиелизација на нервите, односно нервите, таа обвивката што има миелинска, почува да настанува незина загуба и нормалната спроводливост на инервацијата се намалува. Овдека невролозите би можеле многу подобро да објаснат, меѓутоа потоа ние се соочуваме со рехабилитација на тие пациенти што претежно они така малку, бидејќи најчесто се јавува од 20 до 35 години, таа е таа група на пациенти што им се случува и они се соочуваат со претходно активни, физички, нели работоспособни, наеднаш доаѓаат. Меѓутоа има сега многу нови медикаменти во државата што се регистрирани наша, што многу им помагаат на пациентите и не е да се очајува, треба нели да се борат со тоа и со сите тие демиелизирачки процеси и потоа да се внесува и рехабилитација, особено ако има појава на спастицитет, во зависност кој екстремитет ќе биде зафатен, бидејќи мултиплекс склерозата, затоа и мултиплекс, значи повеќе лица има, може да даде многу различни симптоми. Ајде да споменеме некои од симптомите. Еве сепак знам дека нели невролозите се заслужили и секако дека ќе викнам и невролог на оваа тема. Досега не сум говорела, одамна планирам да викнам невролог со кој што ќе говориме за мултиплекс склероза, баш поради фактот што навистина се почесто се јавува. Така чисто само некои симптоми, знам дека се случува нешто. Некоја пареза, да речеме пациентот наеднаш да усеќа, може само трнење да се јави, може да се јави трнење на лицето, трнење на рацете. И да нема појма што се случува. Трнење на нозете, па потоа завлекување на некои од екстремитетите, диплопија, двојно гледање. И исто така еден од специфичните симптоми е моментот што пациентот кога се бања во топла вода, да речеме, има потешкоти после тоа. Еве една од симптомите, меѓутоа не мора да значи, може ова да се затоа она е прикриена. Потешкоти во смисла какви? Да се осеќа заморно после таа топла вода користење, така да тоа е едно од работите, за тоа треба да се насочи доктор да види специјалист и да се знае конкретно која диагноза. Дека треба да се појде на невролог, ако нешто се посомнева, па да се направи испитување. Ајде да слушнеме кој се јавува. Добро вечер. Добро вечер. Повеле, да. Видите, вака, јас имам направено, беше запушена аортата во стомакот 6,5 сантими и на ногата на 2 места по 12,5 сантими сум операција направен. Све е окей, ама пак од коленото надолу, од позади мускулов, ме боли што одам, да речеме, на 200 метра и ми се згрчува и не можам да одам. Болки имам голем. Артеросклероза на крвните садови имавте? Како? Артеросклероза на крвните садови имавте? Ве оперира на тораковаскуларна? Да, во Систина ме оперише доктор Караѓозов. Да. И окей, све. Во почетокот не ме болеше ништо. Ама после пак почна од колено надолу, од позади мускулот, цел ме боли. Ќе одам, иначе не. Овдека ќе треба првин да направите една консултација со докторот што ве оперираше, за да се види протокот на, сега не знам, они најверојатно бајпас некој ви направиле, треба да се види дали има добра циркулација и проток во тој дел, сега дали ќе каже... Јас одам на контрола скоро 2 години после тоа, и му кажува, зборував, не? Вика, проток има, ногата е добра, вруча е, се за тоа, ама ја пак не можам да одам. А и годините, 81 година имам, може и тоа е проблем.
Да, тоа е проблем, бидејќи најверојатно, иако има добар проток, сега тој проток не е 100%, можеби не знам како би требало да биде после операцијата. Тоа најубаво би можел докторот да го каже. Нека се види од негова страна дали има некакви проблеми во циркулацијата. Ако нема проблеми во циркулацијата, тогаш да се види лумбалниот дел од дрбетот, односно кичмата, бидејќи и таа може после одење да даде проблеми. Меѓутоа, за секој случај првин, бидејќи сте оперирани, да се консултирате за крвните садови, бидејќи тие даваат иста клиничка слика, односно болки после одење, неможно за одење, после 100 метри, после 200, после 500 метри пациентите да не може. Значи Доплер... Ако одморам малце, после можам да одам подолго. Тоа 2 минути ми треба да постојам и после одам убаво. Во ред, значи направите консултација со докторот, ако излезе све дека е во ред, испитајте лумбален нрбет, односно кичмата. Кичмата, јас 2 пати сум бил и то долго време болен од кичмата и за сега фалам на Господ, добар сум. Мислам добар. Не осеќам болки некој во кичмата. Може и да немате болки, а да имате проблем. Немам проблеми со кичмава. Да, може, доктор Симона вели дека може да имате проблем, меѓутоа да не ве боли во кичмата и да се пренесува болката можеби во ногата или така натаму. Таа нога баш кај коленово на млади години фудбал играјќи беше повредена, а се консолидира додека бев млад, не осеќам. Може сега и тоа постави се. Добро, не е на одмет еве да појдете и кај нели физијатар или да побарате мислење како треба, што треба, можеби ќе треба да снимите кичмата па да се провери, да се види точно од каде се јавува таа болка, нели, за да не ви прави проблем. Се надевам дека еве ќе појдете и кај вашиот лекар кој што ве оперирал, а се разбира пак еве тој нека ве прати кај друг кој што ќе може нели да утврди точно зашто станува збор како што кажавте за онаа болка која што чувствувате. Доктор Симона, немаме уште многу време, некако тука сме при крајот. Благодарам што се јавивте, како и да е. Кажавме за кои проблеми се применува шоквејв терапијата, кажавме дека кој се може да применува, значи говоревме и за мултиплекс склерозата, дека и тука помага за повредите на рбетниот мозок, значи многу широк спектар на мускулно скелетни заболувања, да. Претпоставам дека сите оние кои што слушаат и кои што имаат ваков проблем, еве кажав и пред малку дека може утре да се јават во нашата телевизија да добијат контакт од доктор Симона. Меѓутоа мене ме интересира некаде вака при крајот, сега сме веќе нели период на ладно време. Зима, па како ова ладно време делува на сите овие проблеми од типот на дегенеративни заболувања на рбетниот столб, на мускулно-скелетниот систем, дали има лошо влијание ладното време, бидејќи знаеме дека нели на ладно се собира, на топло се шири, па како влијае ова ладно време и колку сега еве кај вас доаѓаат да побараат помош за овие проблеми? Имаат пациентите воопшто при промени на времето, односно ова се види, некои има и метеопатски болести кои влијаат таа ионизација во воздухот, па многу од пациентите при промена на времето осеќаат проблеми. Така да дефинитивно ладното прави вазоконстрикција, односно стегање на крвните садови и дополнително, особено кај проблемите со вратот, србетот, еве сега баш во моментот имаме и пареза на фацијалис, односно пациенти веќе со парализирано лицев нерв, баш поради студ, поради ладно и треба нели да се внимаваат пациентите да носат капи, шалови, да не се дозволуваат оние кои што имаат такви проблеми да сепак да бидат облечени, да не се дозволуваат и од друга страна мускулите дополнително се згрчуваат и тие тригер точките што ги објаснувавме, односно тие топчињата, дополнително да се влошат, бидејќи еве сите после да речеме пливање, особено за тоа бања или општо пливање во вода, кога се размрдуваат мускулите, се подобрува крвотокот, се подобрува, значи крвните садови се расшируваат и пациентите се осеќаат подобро. Баш поради тоа имаме и балнеотерапија, нели климатотерапија, односно лекување со помош на вода минерална или неминерални води кои нели помагаат за рехабилитација на пациенти. Кои се најчестите пациенти со кои проблеми најчесто сега ви доаѓаат или
за сите проблеми кои што ги споменавме Во зависност, значи сите имаме и тендинопати, немаме сега конкретни тендинопати, дискус херни, дископати, тие се едни од најчестите, бидејќи 90% од пациентите во некогаш во животот се соочиле со проблем, дали со врат, дали со кичма, дури секој од нас мислам дека нема пациент, нема човек што немал некакви проблеми на светско ниво до 90% кај нас со нашиот заседнат начин на живот, со седењето, со неактивноста, можеби и да е и повисока тој процент, баш поради тоа тие ни се број 1 пациенти, нели, плюс и ние како што работиме со декомпресиона терапија која е неоперативно лекување, исто така имаме доста добри резултати и тие ни се најбројни пациенти. Така, значи совет до гледачите за ова ладно време, за оние кои што имаат проблем со вратот, и со кичмата, значи да ги затоплуваат, да бидат затоплени кога ќе излезат на ладното време, за да не се случи малку дополнително влошување, дополнителен проблем со ладното. Докато Симона Бака, како за крај, што би препорачала уште еднаш во однос на шок-вейв терапијата? Дека пациентите треба да се обратат дали кај нивниот матичен, дали кај специјалист физијатар и он ќе го одреди видот на терапија, бидејќи еве конкретно јас сакам да ги запознам пациентите, особено тие пациенти кои се скептични дека физикалната нели сум бил имаме не помогнала, баш заради тоа имаме нови методи кои можат да помогнат, меѓутоа од друга страна сепак треба да се слуша лекарот што ќе каже, бидејќи има индикации, има и контраиндикации, не може да дојдат они со сопствени барања, нели кај што сакам да ми биде направено ова и ова и сакам, меѓутоа да бидат запознаени дека постојат и алтернативни работи, други работи не се алтернативни, ова се дел од нели класичната медицина базирана на докази, со докази дека помагаат за различни болести, меѓутоа да имаат доверба и тоа не е нешто што пациентите не може да си го дозволат, бидејќи бројот на терапии и третмани не е премногу кај што би им одзело време од секојдневниот живот. Така. Доктор Симона, јас ти благодарам за денешното гостување. Соработката нели секако останува со Превентива 99 и со вас, па се надевам во некое следно издание, бидејќи нели имаме многу проблеми кога станува збор за мускулно-скелетните заболувања, тогаш ќе проговориме можеби конкретно за некој проблем, пак малку повеќе да кажем. Нема проблем, во секое време тука сме на располагање. Така. Почитувани гледачи, тука веќе сме на крајот од емисијата Ваш термин. Би сакала само на крајот да се заблагодарам на оние помагатели кои што се на емисијата Ваш термина. Тоа е бутикот Forever 19, Fit One центарот и фризерскиот салон Hair de Naif. Ви благодарам за вниманието денес. Се гледаме секако за 7 дена во исто време. Еве од сега можам да ви најавам, ќе говориме за висок притисок. Ви посакувам пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје и грижете се за своето здравје.